Почитувани, деструктивната политика на неспособната власт на СДС и нивните лаги почна да ги чувствуваат и младите. За СДС се е лесно кога треба да се вети, се е полесно кога треба да се укине. Но затоа никаде ги нема кога нешто треба да се реализира. Нетешко им оди од рака да ги исполнат ветувањата кои ги ветуваа пред само една година, кога ги лажеа младите за да им ја дадат довербата. Секој добар проект, секоја мерка која била воведена од ВМРО ДПМН, за да им го олесни животот на младите, СДС ја укинува. И ова не се само празни зборови. Ова е вистината на која за жал сме сведоци сите млади лица изминативе 4 месеци. Студентите нема повеќе да добиваат бесплатни компјутери. Заев одби да даде вредносни ваучери за нив. СДС крати 1,5 милиарди денари во образованието, од кои 155 милиони денари беа наменети за студентските домови. За иронијата да биде поголема, во студентските домови СДС го укина појадокот на студентите. Веќе една недела студентите во студентските домови се мачат без вода за пиење и основни хигиенски потреби. Лажеа дека ќе изградат студентски град во Скопје во кој што ќе има спортски сали, читални, библиотеки, ресторани, киносали и фитнес центри. Лажа и за студентските кампуси во Битола, Штип и во Тетово. СДС лажа и за вработување на младите, пракса и тренинзи за квалитетни работни места. Лажи и за субвенциониран јавен превоз на невработени млади лица до 29 години. Поддршка на младите фармери, грантови од 10.000 евра за најдобри бизнис планови. Во реалноста гледаме друга, многу грда слика. Странски инвеститори ја напуштаат Македонија последниве 4 месеци и се губат работни места. Заев ја свитка кичмата под притисок на Бугарија и Грција. Под нивно водство ќе се менува историјата на Македонија во учебниците. Каква ли иднина тоа ќе донесе? Заев ни го брише минатото, она најсвето што се обидуваме да го заочуваме со векови. Младите луѓе мора да имаат иднина, но не иднина со Заев и СДС. Ова не е светла иднина за Македонија. Младите луѓе се свесни дека нивната интелигенција е потцената и на 15 октомври ќе покажат својата решителност дека сакаат да растат заедно со Македонија, а не да дозволат СДС да ги влече кон дното. Ви благодарам.